За Мирјана Јосифовска може да дадеме повеќе атрибути во најавата за нејзиното гостување во Иновативност Инсайтс. Таа е млада предприемачка од Тетово, дизајнерка на првиот бренд за шапки во Македонија, дизајнерка на одржлива мода и надсе креативна и посветена личност. Идејата да креира шапки од текстилни остатоци ја стартува кога има само 20 години, а денес таа веќе има стабилен бизнис, бројни награди и учества во меѓународни едукативни и акцелераторски програми. Брендот Мирјана Јосифовска започна пред неколку години со твојата идеја за етичко производство на шапки и модни додатоци за коса. Што всушност значи етичко производство? Етичко производство представува производство на производи, во нашиот случај шапки и помали додатоци за коса, во каде што во самиот процес на производство имаме колку што е можно помало количество на создаден отпад и при тоа се запазуваат принципите на кои што тој производ е произведен, односно нема експлоатација на трудот при неговото, при неговиот процес на создавање. Во овој контекст е и она што го нарекуваат во последно време одржлива мода. Што значи пак тој термин? Во нашиот случај тоа значи дека ние работиме со куриран производствен вишок, односно тоа представуваат материјали кои што ние ги набавуваме од голем број на фабрики кои што постојат во државава, кои што имаат нивно производство и во фазата на нивното производство имаат голема количина на вишок, вишок со кој што генерално немаат начин како да се решат, односно во најголемите случаи тој вишок се собира, се носи на депонии и таму се гори, па така на некој начин имаме одлична соработка со нив, бидејќи ние им го решаваме тој проблем со вишокот кој што им останува, а ние од тој вишок го гледаме како ресурс и од нив создаваме нови производи кои што може да се создадат и носат и користат. И да расчистиме дека брендот и шапките на Мирјана Јосифовска не се направени од текстилен отпад, туку се тоа остатоци кои што произлегуваат од процесот на производство, така што да бидеме на чисто во тој дел. Да, тоа се токму така, остатоци кои што остануваат од производството на големиот број на компании кои што ги има во државава, тоа се функционални парчиња од кои што излегуваат нови производи. Каков е интересот на текстилните компании да соработуваат со тебе во овој контекст? И на нив им е, да речем, драго оваа соработка, затоа што тој исто така голем проблем и за нив, бидејќи знаеме дека на државно ниво се создава голема количина на текстилен отпад и они им е потребно некој кој што ќе дојде и ќе им го реши овој проблем и на наше задоволството да можеме да имаме таква заедничка соработка. Мирјана, од каде воопшто ти дојде идејата за да започнеш да се занимаваш со овој бизнис? Да речем, имав голема љубов кон шапките, уште од мала возраст, со тоа што љубовта ми ја пренесе баба ми, бидејќи таа носеше шапки, па после тоа и мајка ми, и јас која подпораснав ги добив тие шапки во наследство на некој начин. Така да од секогаш постоеше љубовта кон шапките и од секогаш знаев дека сакам да работам со дизајн. Со тоа што на почеток започнав прво со облека всушност да работам, меѓутоа во таа колекција, во првата колекција на облека вметнав и шапки. Видов дека процесот за изработка на шапки за мене е поинтересен, а исто така воочив дека такво нешто нема на нашиот пазар и мислам дека беше одлична шанса да се создаде првиот македонски дизајнерски бренд за овој тип на продукти. Така, како дојде идејата истите да бидат направена со остатоци, а не со целосно нови материјали? Во 2018 учествував на работилница наречена Sustainable Story, која што беше организирана од Моден Викенд Скопје под менторство на Ирина Тошева. И на таа работилница всушност работевме и откривме колку текстилен отпад се создава на годишно ниво, колку загадува всушност модната индустрија и таму научивме одржливи техники на дизајнирање. И тука јас да речем ги добив овие важни информации и дознав дека во производството на облека и сите компании кои што ги има кај нас во држава останува голем број на вишок и тој вишок е во голема количина, меѓутоа тоа се парчиња кои што се помали во однос на димензија. И така свативе за производите шапка ви е потребно помала количина односно помала димензија на материјал.
Така да тука увидов дека можат овие две работи да се спојат, односно одржливост и мојата љубов кон шапките и да порасне нешто вакво. Со ова практично спаѓаш во категоријата на одржливи дизајнери, нешто што е хит во светски рамки. Што значи тоа и колку оваа категорија на дизајнери е во пораст и во нашата земја? Дефинитивно би кажала дека во последните неколку години одржливиот дизајн е во голем пораст, особено затоа што сега и од страна на самите школи ова се учи, меѓутоа нели самиот тренд тоа го налага, односно самата индустрија. Да се биде одржлив дизајнер значи да се внимава за целиот циклус на производството на продуктот, односно од каде дошол материјалот, кој го создал тој материјал, како тој материјал ќе влие врз луѓето кои што го користат и врз животната средина и на крајот каде ќе заврши тој материјал, така да е еден цел циклус на тој производ. Кај нас дефинитивно нели имаме во последните неколку години дизајнери кои што го работаат ова и многу ми е мило што се повеќе и повеќе станува на некој начин правило и особено самите школи, да речем, го поддржуваат ова и новите генерации на дизајнери ги учат на овој принцип на работа. А колку потрошувачите се свесни за ова и колку даваат приоритет на ваквите брендови пред останатите? Па би рекла во последните неколку години дека се повеќе и повеќе самите потрошувачи почнуваат да стануваат свесни за ова. Можеби генерално балканската публика е помалку свесна во споредба со европската и нели можеби малку доцниме во споредба со европската, меѓутоа почнува да доаѓа и на некој начин самите потрошувачи повеќе го почитуваат брендот кога ќе дознаат за тоа, односно вредноста на брендот во нивните очи е поголема отколку кога нели би купиле продукт кој што не е одржлив. Со оглед на тоа дека Мирјана Јосифовска шапките во моментот се достапни ексклузивно на македонскиот пазар, колку македонците, односно македонките носат шапки? Би кажала дека има многу голем интерес кај македонската публика за овој тип на продукт и мило ми е што на некој начин таа љубов се пренесува од генерација на генерација, исто како во мојот случај со баба ми, па мајка ми, па сега и јас, а генерално и ние како нација сме нација која што сака да се дотера, сака да изгледа добро кога ќе излезе од дома, така да тој интерес кон шапките е навистина голем. Она што мене ми беше интересно и што не го очекував на почеток е всушност и интересот кој што и мажите го имаат кон шапките, така да мислам дека и тоа е нели интересно да се спомне. Интересно е дека ова што го работиш и концептот на кој што си доследна е препознае многу и во странство каде што имаш добиено и доста награди и признанија за работата. Се препознава ли ова и во земјава дома? Можем да кажем дека имаме освоено доста награди на територија на Балкан, меѓутоа и надвор од таму. Меѓутоа поддршка има и од тука, може да се препознае овој продукт и овде. Можеби процесот е малку поспор, односно не веднаш, меѓутоа да, се разбирам, нашата најголема поддршка се разбира се клиентите. Колку шапки годишно се произведуваат во ова студио? Па моментално имаме производствен капацитет од 150 до 200 шапки на месечно ниво, така да секаде ние генерално на годишно ниво произведуваме некаде од 500 до 1000 шапки. Мирјана, може ли да се живее од овој бизнис? Да, со правилна организација, со правилно поставување на пазарот и со многу добар бизнис план, би кажала дека може да се живее од овој тип на бизнис и од овој тип на продукт. Млада предприемачка која што живее и работи во Тетово. Што значи тоа и што би ти било потребно да може овој бизнис да го однесеш на едно следно ниво, повисоко? Да се биде млад предприемач е задоволство, но исто така представува и голема одговорност, бидејќи има голем број на предизвици кои што се појавуваат на патот. Меѓутоа, за да може еден млад предприемач да расте и да се развива,
би рекла дека најважното нешто е менторство и поддршка од самата околина. И мислам дека треба и јас како млад предприемач и сите ние да негуваме некоја таква средина каде што ќе можат да се појават младите и новите генерации на предприемачи и заедно да се развиваме. Да, финансите се битни, меѓутоа тука е важно многу менторството, затоа што треба да имате ментор кој што ќе знае правилно да ве насочи во која насока се движите, бидејќи вие може да имате финанси, меѓутоа ако не знаете правилно како да ги менаџирате тие финанси, во што правилно да ги инвестирате, тогаш финансите сами по себе немаат некоја улога. Така да финансиите, менторството, човекот кој што ќе ве насочи во правата да речем во правата цел, но исто така и околината, односно или заедницата кој што ќе ги стимулира младите луѓе да започнат ваков тип на бизнис, односно она класичното што ќе ти ова сега работај се негде или не знам, работај се одржавно и што ќе се замараш, работај си од 9 до 5 и тоа е тоа, туку дека на некој начин треба да има поддршка за ова што можеби не е толку типично, меѓутоа може да биде успешно на крајот.